Често е намета на медиумите. Последно се пишуваше за незиниот длабок шлиц и голи нозе. На ова русокосата Викторија Лоба има одговор. Па не знам, јас немам проблем со моите шлицови ако некој друг има. Не е актуелна само со незината нова песна во латино ритам, која го најави летото, туку и со провокативните фотографии во костим за капење. За аутфитот со длабоки шлицови, но и за добро скоцкан сексапил во минијатурно фустанче ќе каже. Е доста правилно за ваков вид на настан, за ваков фестивал и за сите други фестивали кои што се во нашата држава да ги поддржаме со убав стас, со убав стајлинг и ете така да видат сите дека ние сме многу добри, сите наши соседи да видат дека имаме добри песни, добри настапи, добри балерини позади нас, добри пејачи, со добри вокални способности и секако стајлинг. Колку на Лоба и пречат насловите во медиумите, кои немаат никаква поврзаност со текстот во продолжение. Ми пречаа многу кога бев помлада, моментално сега не ми пречат. Меѓутоа сепак ја гледам границата кога ќе се преслигне таа граница. Тука сигурно ќе има моја реакција и сигурно нема да им се допадне таа реакција на тие одредени медиуми кои што пишуваат, медиуми ако можеме така да ги кажеме. Само рекламирањето на социјалните мрежи знае да го искористи. Facebook за комуникација со далечни пријатели, Instagram за да се пофали, а Twitter да го каже своето мислење. Па Facebook токму така и го користам, освен така еве за комуникација со некои мои подалечни пријатели, меѓутоа го користам токму за тоа за некој начин на пиар тоа. Инстаграмот го користам за душа, така си постирам слики кои што ми се драги, а Твитер си го кажувам своето мислење. За мои најблиски пријатели користам тет-а-тет средби. Во однос на Инстаграмот знаеш често да постираш и можеби храна, дали тоа е приготвено од рацете на Викторија Лоба и во твојата кујна? Па најчесто јас готвам и ги постирам своите специјалитети. И секако ги подпишувам од оздола. Ете, па добро, Инстаграм е за тоа да се пофалиме малку. Што најчесто лајкуваш? Обично бираш што лајкуваш и како лајкуваш на тие социјални мрежи? Ги лајкувам своите пријателки, лајкувам селебрити, лајкувам убави стајлинзи, фешн, мода, бебиња и цвеќиња. Како би го искористила поинаку времето што сега го посветува на социјалните мрежи? Па не можам да кажам дека некое големо време специјално го одвојувам за социјалните мрежи, али што знам, сигурно би се досадувала ета. Затоа што баш онака го користам слободниот период од денот кога си лежам ете после на сабајле кога ќе се разбудам и прво вака се чепкам да видам што некој ми пиша или некој вести читам и тоа ми е интересно тоа. И ние ќе бидеме дел од оние следбеници на Вики на социјалните мрежи, чисто да бидеме во текст со настаните. Па во овие топли денови нема да пречи уште некоја ваква летна фотографија за машки очи.